Radio Голди. Добар ден Велес на сите велешани кои го слушаат Радио Голди. И многу ми е драго што имав прилика да влезам во ова прекрасно студио, во ова прекрасна енергија кај господја Божана, да го запознам и нејзиниот милен и Карон, со кој што навистина денес имавме голема љубов да споделиме, а исто така за вас споделуваме една прекрасна иницијатива која што веќе повеќе од година дена работи во Велес, а тоа е како и на кој начин да им се помогне на нашите основношколци, средношколци или деца кои што се на студии во Скопје или на други места, како и на кој начин да ги совладаат сите препреки во кои што се соочуваат во секојдневието во училиштето. Затоа ние го отворивме школата за брзо читање и мудро учење во Велес, како една од франшизните центри кои што се проширени во Македонија. Која е целта на ова школа и која е потребата секој родител кој што го има проблемот и со кој што се соочува секојдневно со своите деца, посебно за оние што се во основно оделение, се соочуваат со тоа како и на кој начин на своето дете да му помогнат да заврши лекцијата по некој определен предмет. Помагаат, се молат, прават секакви напори, но тоа е безгранично. Значи, ќе помине година, две, но навиките кај детето никогаш нема да се променат. Зошто? Затоа што оние способности или оние инструменти кои што треба да им ги дадеме во нивните раце, за да можат многу полесно да го совладат материјалот, не може родителот да му ги покаже. А тоа дете не се раѓа со такви способности. Се раѓаат интелигентни, способни, но треба целата таа интелигенција и способност да се надградува, да се вежба и да се учи. Затоа, можам да кажам дека школата веќе во Македонија постои 6-та година и во Македонија повеќе од 1000 деца се дипломирани, завршени и можам да кажам дека фидбекот, ствари, она што е како резултат кој што е основен, е многу добар, затоа што секое дете кое што влегло во нашето школо си ги прифатило тие алатки и си ги употребува во секојдневието. Што е она што не одвојува од другите воншколски активности или другите едукативни центри? Значи, научи како да учиш е нашето мото. Затоа што ние на еден начин, преку техники, неколку, им овозможуваме на нашите деца да го убрзат своето читање од причина што на тој начин можат да си помогнат да го убрзаат процесот на непотребно долготрајно читање со тоа што правиме. На детето му даваме можност да ја разбере содржината, да ги одвои битните работи во таа содржина на некоја лекција која што му е дадена и кога ќе ги одвои тие содржини да може да ги стави во една мапа организацијска, значи како и на кој начин својата лекција да ја претвори во слика. Затоа што често пати кога имаме демо презентации на децата, им напоменуваме дека нашиот мозок е создаден да памти многу повеќе слики, ситуации, отколку набројувања, имиња, податоци, значи нешто што не сака нашиот мозок е да биде оптеретен со некои работи кои што не ги прима. Има една прекрасна техника која што ја работиме со децата, тоа е мемориската техника. На тој начин учат многу лесно дефиниции, учат песнички и набројувања. И една од техниките која што најдобро го изразува квалитетот на она што го поминале со целиот овој процес на сите овие алатки е презентација. Немаат потреба нашиве деца да пораснат, да станат големи граѓани, за да можат да го презентираат целиот оној процес на она што сакаат да го презентираат пред некој. А најбитно е кај нашите основно школци да им создадеме таква навика да знаат како и на кој начин се презентира нешто што е усвоено.
дека презентацијата е многу битна, или усмена, или писмена, тоа го дознаваат од кога ќе почнат да ги, како да кажам, да ја зголемуваат својата самодоверба, презентирајќи и осознавајќи дека презентацијата, дали телото, говорот, начинот на зборување, сето тоа значи многу при добивање на позитивни и добри оценки во училиште. Дали има резултати од вашата работа? Секако дека има резултати, затоа напомнав дека 1000 деца веќе во Македонија завршиле во нашата школа. Резултатите се видливи, многу од родителите имаат пофални зборови за своите деца, наставниците се воодушевени од неколку месеци после посетување на нашето училиште има промени кај деца. Не на интелектуално ниво во однос на изучување на лекциите, можам да кажам и во однос на психолошкиот момент кај децава. Тоа се деца кои што во таа возраст имаат секако вид на предизвици. Така да помагаме во секој случај во нашата школа сите тие предизвици да ги надминеме и да го насочиме кон вистински правец да ги користи тие алатки. Можам да спомнам само едно нешто, значи родителите не треба да гледаат во школото волшебно стапче кај тренерите, кои што се едуцирани од страна на нашиот автор. Волшебното стапче се наоѓа во работењето секојдневно, вежбањето и прифаќање на алатките кои што кај нас ќе ги изучат, прифаќање за цел живот. Затоа што се она како алатка што ќе ја земат во нашето школо, значи дека ќе ја користат во текот на целиот живот. Во процесот на средно школо, изучување, во студии или пак во текот на кариерниот развој во нивното живење. Колку време работи школата во сесии? Значи, школата во Велес секојдневно се има тренинзи, значи, тие тренинзи траат во зависност од тоа дали се работи за возрастна или за мала група, значи од час и 25 минути до 2 часа и 25 минути, каде што на вистина не ги чувствуваат саатите дека поминале децава. Затоа што активностите се менуваат нон-стоп. Во овој процес на инстантно живење, децава бараат брзи информации. И затоа почнуваме и ние активностите да ги менуваме за да не се намали мотивацијата и фокусот кај децата. Дали повеќе машки или женски доаѓаат? Па да ви кажам искрено, никогаш не сум помислила дали јас не ги одвојувам децава машко-женско, но мислам дека подеднакво се. Затоа што проблемите и кај машките и кај женските дечиња се исти. Истите предизвици ги имаат, дури истите предизвици ги имаат и децата од Хрватска, децата од Словенија, затоа што ние секојдневно комуницираме со нашите мастер франшизери и ги дознаваме сите предизвици во однос на иста возрастна група и во Македонија, и во Србија, и во Хрватска, и Словенија, Босна, така да сите се соочуваат со истите проблеми во училиште. Како е организирано работењето во школата? Работењето во школата, значи, како доаѓа, како и на кој начин би можеле... Дали има тестирања, испрашувања? Нема тестирање, него имаме демо презентација на која што обавезно доаѓаат родител-дете. Зошто? Затоа што самиот родител ќе види на лице место дали детето ќе има некој интерес, ќе вроди некој интерес, дали, што велам јас, му излегуваат искри од очите, затоа што демо презентацијата е секогаш интерактивна. Демо презентацијата тече, значи, во процесот сакаме да им укажеме на децава што е она со кое што нели ќе работат за тие 6 месеци или 8 месеци, со што ќе се соочуваат и дали на вистина тоа што ќе го учат во школото ќе им е потребно или ќе знаат да го искористат. Сето тоа како знаење. Ви благодарам, многу успех. Благодарам и на вас. Radio Goldie.